18 кандидати од секторот за внатрешни работи Велес денеска полагаат дел од првиот 4-месечен модул од теренската обука за полициски службеници. Практичниот тест е од областа на заштита на јавниот ред и мир. Следен тест за кандидатите ќе биде кривично дело. Во текот на обуката кандидатите ќе поминат уште 2 образовни модула од областа на сообраќајот и граничната полиција. Сите тие се состојат од по 3 месеца теоретска работа и по 1 месец теренска или практична едукација. Кандидатите веќе во март ја завршија едногодишната обука која се спроведе во Центарот за обука во Идризово. Откако ќе ги поминат и останатите 2 модула од теренската обука, ќе следува проверка и селекција, како и рангирање на кандидатите според потребите на полицијата. Во тек е и новиот јавен повик за кандидати за полициски службеници. Во секторот за внатрешни работи Велес, новиот јавен повик предвидува вработување за 20 нови полициски службеници. Започнаа градежните активности за изградба на кружниот тек на крстосницата кај Евона. Тој ќе ги поврзува улиците Благој Ѓорев, Осма Велешка и Тодор Јанев. При изградбата ќе биде извршено проширување, со што ќе биде одземен дел од тротоарите пред фонтаната и пред Авона. Со неговата изградба се очекува Велес да добие побезбеден и регулиран сообраќај и за возачите и за пешаците. Поради изградбата на кружниот тек ќе бидат дислоцирани сите објекти кои беа од времен карактер кај Евона. Собствениците за нов простор ќе можат да конкурираат на конкурсот за слободен простор за привремени објекти, а локацијата е веќе позната. Ќе бидат преместени и такси стоелиштата, со што целосно ќе биде исчистен теренот за изградба на кружниот тек и непречено одвивање на работите. За изградбата на новиот кружен тек, општината ќе издвои 6 милиони денари. Дваесетина вработени во јавното комунално предпријатие Дервен беа дел од обуката на територијалната противпожарна единица. Обуката е од областа на гаснење шумски пожари, кои се чести во текот на летниот период. Учесниците веќе имаат познавање од начините за гаснење пожар, но постојано се дообучуваат со нови елементи за професионално да одговорат на потребите. Физичката подготвеност и возраста се клучни при селекцијата на кандидатите кои ќе бидат дел од тимот за гаснење пожар. Постарите и поискусните членови пак го сочинуваат командниот кадар. При евентуални пожари од поголем размер, екипата на јавното комунално предпријатие Дервен на терен реагира како трета компонента по територијалната противпожарна единица и шумското стопанство Бабуна. Осум планинари од спортското планинарско друштво Орле од Кавадарци се искачија на врвот Триглав на планинскиот масив Јулиски Алпи во Словенија, висок 2864 метри надморска височина. Во искачувањето учествуваа планинарите Александар Чадмов, Даница Стојановска, Александар и Никола Илиеви, Милан Колев, Панче Тотов, Владко Димитров и Александар Атанасов. Во нивната агенда предвидено искачувањето на други планински врвови во земјава и во странство до крајот на оваа година. Планинарското друштво Орле постои од 1961 година. Интересните планинарски акции и подвизи се дел од нивните редовни активности.